За да решиш да почнеш да пишуваш за деца, треба да ги паметиш своите детски денови, потоа да се присетиш на децата кои продолжиле да играат топка на твојата улица додека ти одиш на работа. Па потоа да читаш со твоето дете и да ги споделуваш приказните со сите други деца. Само така ќе бидеш читан автор, пишуваш за целото семејство и интересен лик во детската фантазија. Така и Деби му допатува во светот на детската љубопитност и почна да им ги открива обичните незнаени нешта. Кој ја направил првата чанта, од каде доаѓа првата лепеза, кој ги измислил парите, а кој прв се сетил да направи кибритче. Како се размножува морското конче, колку време и треба на школката за да го направи бисерот, како пчелата произведува мед и колку тежи најмалата птица колибри. А за сите непознавачи на спортовите, Деби му истрча на терен и се распосла со еден тон информации за атлетиката, крикетот, мечувањето, риболовот и шахот. Така еден лик стана дел од детското откривање и едуцирање, но и боење и декорирање. Книгите со Деби му се за сите оние кои знаат да читаат, оние кои не се талентирани за уметност, а ќе создаваат уметнички дела, за сите кои се чувствуваат осамени, отфрлени, напнати и вознемирени, за деца, но и за возрастни. Деби му прави возбудливи дружби. Родителите и децата се забавуваат заедно, бабите и дедовците им читаат на своите внуци, децата меѓусебно другаруваат и информации разменуваат. Затоа пишувајте и читајте. Со книга не сме сами, со книга сме во тренд, со книга е забавно и кога е тажно. Еден непознат автор запишал: верувајте им на книгите, тие се тивки кога има потреба, а гласни кога треба да ви го откријат светот што сте го барале.